Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе биде краток осврт кон биологијата. Што е биологија? Биологија е наука за животот, односно наука за живите организми. Сега, иако така гласи дефиницијата, малце е парадоксално да биолозите не може да се согласат на што е тоа жив организам. И за ова говорев во првото видео, на сега само кратко ќе спомнам, дека постојат голем број дефиниции за што е жив организам. Некои се многу опширни, така што во нив влегуваат и работи кои очигледно не се живи, или пак се многу конкретни, така што некои организми кои сметаме дека се живи не влегуваат во тој опис на дефиницијата. Така што скоро каква и било дефиниција да се даде, ќе има некаков исклучок. И поради тоа нема се општо прифатен консензус на една дефиниција. И во однос на оваа проблематика може многу подлабоко да се навлезе, за што ќе направам посебно видео каде што ќе говорам баш само за тоа што се живи организми и проблемот со нивното дефинирање. Но сепак постојат некои карактеристики за кои најголем дел од биолозите може да се согласат дека кореспондираат со жив организам. И овие карактеристики ги немам запишано по некој редослед на важност, така дека правото е најважно, него се ставени по релативно рандом редослед и ќе ги разгледаме сега едно по едно. Сега, прво на листата е информација. И самиот термин може да биде прилично амбигиозен. Сега некој од вас ќе рече како не е толку амбигиозен, се знае што е информација. Но запазете го следниот пример. Да запишам вака: 1 2 0 1 2 2. Што значи ова? Некој ќе проба да ги толкува овие броеви, да ги интерпретира што всушност значат, и секој од вас можеби ќе дојде до различен заклучок, односно до различна информација. Но на пример, за мене што значат е следново: ова е буквата Ј, ова е буквата А, ова е буквата С, ова е јас. Сега како е добив оваа информација, бидејќи секој два броја кореспондираат со позицијата на буквата во кириличната азбука. Односно, тоа е клучот кој ја го користам со цел да го интерпретирам овој исказ. И ја добивам информацијата јас. Во ред? Ајде да го запазиме следниот пример. Да речеме ќе запишам 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 и така натаму. Ајде. Некој кој учел бинарен код, знае бинарен јазик, ќе добие една информација. Ќе рече, аха, ова е тоа, ова е тоа, ова е тоа и така натаму. И ќе добие некој збор, например, карикирам сега, АБ. Во ред? Бидејќи клучот кој он го користи за да интерпретира овој запис е тој со бинарниот код. Во ред? Но да речеме дека ја во позадина си имам развиено некој клуч каде што 1001 ми е еднакво на буквата В, 0100 е еднакво на буквата А, да речеме, и 1-0 и што е да е натаму еднакво на буквата С. Како и да е. Така што ја кој ќе го прочитам овој исказ, ја ќе стигнам до информацијата В, А, С. Во ред? И сега, го имаме истиот исказ, но сме добиле различна информација од дадениот исказ. Зошто? Бидејќи сме користеле различен клуч да го интерпретираме. Во ред, се надам дека малце ви станало појасно. Или ако земеме трет пример, да речеме нацртам некои чкртаници овдека. Океј, например, за мене можда ова се чкртаници немаат никаква информација. Во ред, но можеби ова овдека на вонземски јазик пишува добар ден, можеби. Еве, така. Но ја не можам да извлечам информација од тоа, бидејќи го немам потребниот клуч за да извлечам информацијата. Така што кога викаме дека еден жив организам мора да содржи информација, мислиме да содржи одреден запис и да користи одреден клуч, така што тој запис секогаш да дава конкретна информација. Во ред? Во нас, например, во нашите клетки, во нашето јадро, имаме ДНА. Во ДНА имаш азотни бази, значи имаш дека со виолетова боја: аденин, тимин, гуанин, цитозин и понатаму, така. Е сега, ако го немаш соодветниот клуч, ова за тебе ништо не значи. Во ред? Но организмот може да си го прочита овој клуч, така што секогаш дава конкретна информација. И таа информација е главно за како се прават протеини. А понатаму од тоа се произлегува се. Сега, дали мора да биде во форма ДНА? Не. Во компјутерите, например, користат бинарен код, во ред, и можеби во иднина, кога ќе ги сметаме и за живи, некои понапредни компјутери, нивната информација ќе биде запишана во форма на битови. Во ред? Единици и нули наместо А, Т, Г и Ц.
Но исто значи важи и за некој, ако откриеме живот надвор од планетава, некој организам каков и да биде, мора да има некаков си начин на кој складира информација и може да прочита истата. Вред, че тоа е многу битно и треба да се размисли оваа тема за да сватите што всушност значи. Второ на листата е организација. И повторно и овдека има некоја амбигиозност, но генерално може да се каже дека треба да има некоја организирана поставеност на работите со цел да може да се постигне некоја посакувана цел. Во ред? Значи тебе клетките во телото ти се организирани на одреден начин. Имаш клетки кои образуваат кожа, имаш клетки кои образуваат црн дроб и се организирани во одредени локации на одреден начин за да се изврши одредена функција. Така, ако сите беа рандом поставени, така например клетки од кожата имаш внатре, клетки од црниот дроб имаш надвор и не знам некако мамбо джамбо, ќе не може да се изврши никаква цел. Вред, значи мора да биде некако организирано се тоа. Третата карактеристика е енергија. Секој жив организам мора да може да прима енергија. Или пак да генерира енергија, што е на некој си начин невозможно, треба нуклеарна фузија или физија, но да прима енергија од надворешната средина. Во ред, например, растенијата примаат сончева енергија, ние, например, не примаме сончева енергија, но ги јадеме растенијата кои примиле енергијата од сонцето. Има одредени бактерии кои примаат топлинска енергија, главно живеат под океаните кај термални извори. Има бактерии кои примаат енергија од карпи. Сега за се тоа да се објасни треба големо познање од физика и треба многу долго да зборам, зашто некој од вас сигурно ќе биде збунет како може да извади енергија од камен. Генералната идеја е дека ако било потребно да се вложи енергија за да се створи тој камен, тогаш ќе може да извадиш енергија од него. Океј? Значи тоа само ептен е упростувам работата, но тоа е генералната идеја. Синтеза. Значи секој жив организам мора да може да создава некакви молекули. Нели, за да има некаква организација мора нешто да се создаде, за да има некакво складиране информација мора нешто да се создаде. А за да се создаде нешто е потребна енергија. Во ред, ние главно создаваме голем број молекули, не толку многу како растенијата, но синтетизираме голем број молекули, ги трансформираме и ги деградираме. И вкупниот збир на сите биохемиски реакции во организмот, заедно и со физиолошки процеси, го образува метаболизмот на организмот. Океј, значи се што се случува, всушност метаболизмот на организмот, и кога викаме дека има забрзан метаболизам, значи се случуваат повеќе биохемиски реакции, ако има успорен метаболизам се случуваат помалце, но главно се мисли на анаболизам и катаболизам. Кога се создава, кога се разградува и такви некои работи. Значи ова е нешто општо спомнувам, многу онака на кратко и упростено. Четврта карактеристика е хомеостаза, односно одржување на постојана внатрешна средина. Ако не одржуваш постојана внатрешна средина, едноставно тој систем ќе подложи на законите физиката и спонтано, нели, ќе дисоцира на некој си начин. Значи, например, надвор, кога е ладно, тебе организмот пак не на температура 37 степени. Сега постојат организми кои им се намалува температурата или пак им се зголемува, зависно од надворешна средина, но сепак ја одржуваат во одреден опсек, така. Односно поточно се наоѓаат во средина во која температурата се движи од одреден опсек, но ајде тоа е муабет за друг пат. Друг пример за хомеостаза, например, ти кога ќе каснеш нешто, благо, например шекер, ќе се зголеми концентрација на шекер во крвта, но тоа нема да биде трајно, тој ќе се намали повторно и одржува некоја си релативно постојана вредност. Еден најпрост пример за хомеостаза кој може да го земеме од електрониката е, например, термостат. Например, дома ако имате клима или имате термо и го поставите на температура од 20 степени Целзиусови и оно ќе грее, ќе стигне од 20 степени и кога ќе постигне 20 степени ќе се прати негативен фидбек, така што ќе се исклучи. Вред, сега ќе почне температурата да опаѓа. Кога ќе падне, не знам, под 19 степени, ќе се прати позитивен фидбек, така што повторно ќе се упали климата или термото и повторно ќе почне да грее. Се дури стигне од 20 и постојано се повторува истото. Така што цело време температурата држи помеѓу 19 и 20 и одржува некоја постојана средина. И тоа се случува во организмот само на многу покомплексно ниво и има многу хомеостатски механизми. Во ред. Наредна карактеристика е адаптација, односно да одговара на дразби од надворешната средина и при тоа да се адаптира. Иако треба да се одржува постојана внатрешна средина, не може тоа да се прави до инфинитум. Мора да има некаква флексибилност. Предпоследна карактеристика е раст. Растот не е морален, но едноставно растот се случува поради складирање на енергија.
Така, значи, као што реков, за секој жив организам потребно е нека добива енергија. Сега енергијата се искористува или за работа или се продуцира топлина. Во ред. Сега ти целата енергија сигурно нема да искористиш постојано за работа и за топлина, дел ке мора да складираш. И поради тоа што ја складираш енергијата, всушност се случува раст. Односно, движок од енергија можеш да формираш некои покомплексни молекули, при тоа да ги задржиш. Последна карактеристика е репродукција, односно правење на повеќе копии од себе си. И ова повторно не е морално, бидејќи има некои организми кои, барем на ниво на организам, не се репродуцираат, кои се стерилни, но пак викаме дека се живи, како што спомнав во првото видео, муле имаш, кој е хибрид, нели, од коњ и магаре, кое е стерилно, али пак викаме дека е живо. Значи не се репродуцира, али е живо. И тоа се некои општи карактеристики кои најголем дел од биолозите може да се согласат дека припаѓаат на живите организми. Сега, многу често во книгите по биологија ќе сретнете дека сите живи организми се изградени од клетки. Но тоа не е баш точно, поради две главни причини. Една причина е да голем дел од биолозите сметаат дека и можеби вирусите се живи. Така, некои биолози, таа вирусите не се изградени од клетки, поради тоа дефиницијата не е точна. Океј? Ако речеме дека вирусите не се живи, во тој случај проблемот со дефиницијата е дека треба да стои сите живи организми во денешно време на планетата Земја се изградени од клетки. Вред, бидејќи во, да речеме, 20-30 години, можеби компјутерската технологија ќе направи толку многу така што ќе треба дел од нив да ги сметаме за живи организми. Но тоа е цела дебата и може да зборам поврзана со Тјуринг тест и со што е тоа свесност и така натаму. Нема да влегувам во таа дебата, но само сакам да кажам дека оваа дефиниција треба малце да се видоизмени. Во ред, кога учите биологија, сигурно ќе прочитате дека постојат две форми на клетка. Постои прокариотски тип и постои еукариотски тип. И во еукариоти ќе биде направена уште една подделба на животински или анимален тип на клетка и растителна, односно растителен вид на клетка. И тие ќе имаат некои карактеристики, например животинската или анималната ќе има митохондри, ама ќе нема хлоропласти, нема клеточен зид и нема вакуола, додека растителниот тип на клетка ќе има и вакуола, и клеточен зид и хлоропласти. Сега точно е дека постојат тие разлики, но проблемот е дека во живиот свет не сите еукариотски клетки припаѓаат на овие дистинктни анимален тип на клетки или растителен. Например, кај габите, тие не се ни животни ни растенија, имаат клетка која повеќе наликува на животински тип на клетка, но исто така има и клеточен зид кој е хитински, е различен од тој на растенијата. Постојат протозои кои имаат еукариотски тип на клетка, као животинска клетка, но не се животни. Нели? Не се тие животни, не препаѓаат во царството на животни, али сепак имаат животински тип на клетка. Еден интересен пример е углената. Дали е растение, дали е животно, дали е протозоа, бидејќи е подвижна, така и углените се подвижни, имаат хлоропласти, така изгледаат зелени, имаат и нешто што е како очно петно, што е всушност рецептор за кај има светлина, не гледаат они, но се движат кон изворот на светлина. И настанува проблем кога пробуваме да класифицираме. И со ова и со тоа претходно што го говорев, сакам само да посочам дека во биологијата многу често нема црно и бело, него главно се е сиво. Што мислам со тоа? Дека многу ретко има конкретни примери за кои нема исклучоци, односно конкретни дефиниции и класификации. Најчесто за секоја класификација и дефиниција има исклучок. Вред? Бидејќи тие поделби и класификации не постојат у природата, ние ги створуваме. И многу е ретко да одредена дефиниција или класификација опфати се што посакуваме. Вред? И понатаму во видеово ќе се задржам повеќе на прокариотски и еукариотски тип на клетка, но сега сакам да го разгледаме следново. Знаеме дека планетата Земја е околу 4,5 милиарди години стара, додека првиот живот е некаде пред 3 до 3,5 милиарди години. И сега се потикнува најтешкото прашање во цела биологија, како настанала првата клетка. Сега, знаеме дека првата клетка сигурно не била комплексна како денешната, но сепак морала да има некое си ниво на сложеност и организација. Сега проблематиката е како настанала.
И овој проблем ќе го разгледаме детално по предметот на цитологија. Сега само ќе спомнам дека на раната планета Земја постоеле неоргански молекули во ред и при дадени услови може да се формираат органски молекули. Океј? Значи при дадена температура, електрични празнења, дадена средина на со одредени хемикали може да се направат органски молекули. Тоа не е спорно. Сега како тие органски молекули стигнале до првата клетка, има повеќе хипотези и ќе ги објасниме детално, како што реков во предметот на цитологија, и ќе стигнеме до прва клетка. И дека најголемиот проблем ќе биде нешто што наликува на проблемот со кокошката и јајцето, односно дека за да реплицираш ДНА, иако тоа веруваме дека првично било со РНА, за реплицираш ДНА потребни ти се протеини. Океј, со одредена структура. За да ги направиш тие протеини потребно ти е ДНА. И гледате, влегуваме во еден проблематичен круг. Кој што било прво, дали било прво ДНА или први биле протеините. Но за тоа кој што реков ќе говориме од цитологија. Сега, кога имаме оваа прва клетка, имало повеќе итерации на таа клетка и стигнуваме до нешто што го нарекуваме во научна заедница LUCA, односно The Last Universal Common Ancestor. Дадената клетка од која потекнува целиот живот на планетата денес. Сега, од која имаме LUCA, се понатаму е релативно јасно и сваќаме како стигнало до денес. Тоа не е спорно. Океј, значи еволуцијата почнува од тука натаму. Вред, иако има еволуција и од тука натаму, релативно, за тоа ќе говориме повеќе, но овој дел генерално не е јасен. Тоа што не е јасно е ова овде. Океј, значи имаме хипотези и како што реков ќе говориме понатаму. Сега, од кој имаме првата клетка, денеска имаме прокариоти и еукариоти, како што спомнавме. Во прокариоти спаѓаат еубактерии, што значи вистински бактерии, еу значи вистински, и археа бактерии, кои се стари бактерии, археи денеска се рекуваат, не стои археа бактерии, него само археи, кои, иако викаме стари бактерии, тие повторно се и денес присутни, нели? Само што се постари од еубактериите. Еубактериите потекнуваат од археа бактериите, се разграниле. И овие археа бактерии главно се наоѓаат во некои екстремни средини, значи може да преживеат висока температура, ниска температура, низок висок притисок, ниско високо pH и слично. Еубактериите не се толку отпорни, али се по-застапени денес. Другата група, нели, се еукариоти, кои имаат еукариотски тип на клетка, и тука припаѓаат животни, растенија, габи. Така, габите немојте да ги ставате у растенија, тие се посебно царство, габи и протозои, кои се едноклеточни организми. И оваа поделба овдека што ја гледате, можеби ќе се промени, че во минатото имало многу поделби. Порано не било прокариоти, биле монери, животните биле метазоа, растенијата метофита и така натаму. Значи имало различни системи на класификација, овој сега кој го гледате можеби веќе не важи во иднина. Така што треба да го имате тоа во предвид. Се што учите најчесто има голема шанса да се смени во однос на класификација. Сега преминуваме на една друга проблематика, едноклеточни и повеќе клеточни организми. Ако се вратиме овдека лево, ќе видиме дека прокариотите скоро секогаш се, односно секогаш се едноклеточни. Бактериите и археа бактериите. Иако некој може да расправа дека некои прокариоти не се едноклеточни, бидејќи формираат некои колонии кои изгледаат како да комуницираат помеѓу себе. И у последно време најдоа една колонија од бактерии кои се наоѓа под на дното на океанот, каде што формираат филаменти, комуницираат преку електрични сигнали, значи колонии од бактерии. Така што овие колонии, не само под океанот, значи ги имаме и на површината, некои биолози може да речат дека се повеќе клеточни организми. Иако ја не би рекол дека се повеќе клеточни, бидејќи тоа е колонија од еден исти организам и не се диференцира на никаков начин да учествуваат сите тие во некаква цел која сакаат да постигнат. Значи само се групирани заедно. Во ред, немаат некаква посебна цел. Додека повеќе клеточни организми имаат повеќе клетки кои имаат одредени улоги. Така, не сите клетки се со една иста улога, има клетки кои си имаат одредена улога, други клетки кои си имаат друга улога. Например, ако идеме етен во крајност, нели кај луѓето,
Имаш клетки кои ти ја градат кожата, клетки кои ти ја градат црниот дроб, срцето, мозокот, коските и така натаму и така натаму. Значи се тие еукариотски клетки кои си имаат специфични функции. Во ред, слично и кај растенијата. Сега протозоите се генерално едноклеточни, а габите има малце и таму. Овие базидомикотите кои ги гледате, кои ќе си помислеа габи, печурки, така, ги скочени над почвата, тие се повеќе клеточни, иако некој може рече дека се едноклеточни, бејќи некогаш немаат ограничување помеѓу клетките, не се толку изразени клеточниот зидови, и изгледаат како едни долги филаменти под микроскоп со многу повеќе јадра. Така што некој може да рече дека и базидомикотите се едноклеточни, али не баш. Додека квасците се едноклеточни, мувлите. Што е интересно, има некои габи кои почнуваат повеќе клеточни, а завршуваат едноклеточни. Okay? Додека, например, ние животните и растенијата почнуваме едноклеточни, а завршуваме повеќе клеточни. Така, например, кога ќе се оплоди сперма со јајцеклетка, се образува една клетка и таа се дели и се образуваат повеќе клетки и понатаму добиваат специфични улоги и стануваш повеќе клеточен организам. Слично и со растенијата, иако растенијата е многу интересно да земеш парче од растение, го ставиш под микроскоп, извадиш една клетка, ја ставиш у посебен медиум да израсне, од таа клетка цело растение ќе искочи. Тоа имаат една способност на тотипотентност. Затоа говорам во серијалот на видеа по култура на растенија инвитро. Протозоите се едноклеточни. Океј, иначе имаше една проблематика исто, која вика зошто воопшто едноклеточните организми преминале во повеќе клеточни. Супер им било да се едноклеточни, така бактериите и ден се присутни, дури се најприсутни организми, така насекаде ги има, владеат со планетата. Зошто станале повеќе клеточни? И како станале повеќе клеточни? Дали се здружиле сите заедно, па се фузирале, или пак имала една клетка која развила повеќе јадра, па се оддели, направила прегради помеѓу сите јадра? Има две теории и не е јасно која е точната. Овдека сакам само да покажам една слика од Ацетабуларија медитеранеа, која е најголемиот едноклеточен организам. Значи ова е една клетка. Иако изгледа како некој растение, цвеќе, така. Сушто се една клетка. Така, има повеќе јадра, но нема прегради помеѓу јадрата. И стварно е неверојатно што се може да изгради. Сега ќе рече, не е најголем едноклеточен организам е јајце од ној, но тоа не е организам, тоа е само една неоплодена или оплодена јајна клетка. Тоа не го рачунаме, ова е веќе можеме да речеме како организам. Значи Ацетабуларија медитеранеа. Во ред, знаеме дека на планетава постојат огромен број организми, дали тоа се едно или повеќе клеточни, и на сите тие организми ние им мораме да им дадеме име. Освен што треба да им дадеме име, мора да ги организираме во одредени групи. И овие групи главно се базираат на нивните, на морфолошките карактеристики на организмот и на некои други параметри кои се добиваат од еволуцијски анализи, молекуларни анализи и слично. И овие групи на организми имаат различни нивоа, како имаме најголемо множество и имаме подмножества. Изгледа како на следниот начин, да речеме дека имаме како домен, така, значи имаме домен, па имаме кое царство е, така например е домен на еукариоти, во ред, еукариот, па е растение, во ред, царство растенија. Па кој тип на растение е, па која класа на растение е, па понатаму кој ред на растение, која фамилија на растение, кој род на растение, на крај кој вид на растение. И вие главно сте запознаени со видови. Така сте слушнале дека имаш коњ, имаш магаре, тие се различен вид. Нели, имаш патлиџан, пиперка, праска, кајсија и така таму. Се тоа се различни видови на организми. Сега ќе ви покажам како се тоа изгледа испишано. Во ред, првично ќе видиме например за прокариоти. И ова е дел, значи ова е сосема дел, например прокариоти, бактерии има милиарди различни и ова се само некои најчести. Пример, идеш домен бактерии, во ред? Па идеш протеобактерии и тука не се покажани сите степени на класификација, значи имаш протеобактерии, алфа протеобактерии и имаш тука пелагибактер, ацетобактер, глуконобактер, тие оцетно-киселински, па бета протеобактерии, спирилум, нуклеобортенела, нисерија, има гама и така натаму.
Вред. И ако некој од вас паузира, може да прочита нешто повеќе за бактеријата. И голем дел од овие може и ќе ви бидат познати. Например, Helicobacter во епсилон протеобактерии, сигурно се слушнале, Helicobacter pylori. Во ред, која имаме нормално нели во желудникот, некош може да се јави повеќе и прави чирови. Цианобактерија, овие ја имам работено на овие, иако алголозите ги сметаат сушно за алги, цианофице. Во ред имаме други, имаме Clostridium, Bacillus, овој Bacillus thuringiensis, преку генетски инженеринг, неговите протеини, крај протеини, се користат за формирање на растенија кои се отпорни на инсекти. Например, битип пченката го има генот од овој Bacillus thuringiensis, кој е внесен внатре, има крај протеини, така што инсектот кога ја јаде таа пченка, умира. Во ред? Има тука многу други лактобацилус, кој листерија, многу опасни, има многу патогени. Но голем дел од овие и не се патогени. Археи, овие археите, кои всушност се по-екстремофили. Имаме халофилни, метаногени бактерии, термоацидофилни, и овие се само дел, нормално. Ајде да видиме нешто за пример инвертебрати. Значи, овие се анималија, али инвертебрати се. Иако вдека е спомната протозоа, што всушност не се протистите, не се животни, но сепак. Порифера, сунгери, кои плателминтес, плоснати црви, книдарија, копривкари. И гледате колку е, значи идеш книдарија, кој е тип, идеш класа, антозоа, подкласа, октокоралија, ред, столонифера, па на крај некој вид. Иако вдека има многу повеќе видови, само еден или неколку се наброени. Гледате колку има. Немалтеминтес, молуска, тие комекотелците, анелиди, овдека например полихети, хирудинеа, овие се например пијавици, еухирудинеа, хирудом медициналис, ова например се користела порано за цицање, истекување на крв, прво мислеле имаш лоша крв, ако си заболен нешто и треба да се истргне таа крв, така што им ставале пијавици, им ваделе крвта и после ја фрлале, и ова се користела главно хирудом медициналис. И денеска во некои земји се користи. Имаме например тука некои од инсектите, главно артроподи, не се само инсекти. И гледате како е организирано. Само дека не ми е напишано што е тип, што е подкласа, што е класа, што е ред, што е род, што е фамилија. Но гледате како иде. Имаш некоја главна група, кој главно множество, и потоа идеш под множество, под множество и така натаму се дорен стигнеш до видот. Некои интересни Culex pipiens, ова е најчистиот комарец кој го имаме, нели овдека особено. Дрозофила меланогастер, ова е винската мушичка која главно нејзе се прават најголем дел од генетските анализи и дел од молекуларната биологија. Што има тука некои други интересни. Сигурно има многу интересни кои ги поминав, но нема врска. Хименоптера, ги нема хемиптера. Не знам кај си ли ги поминав. И оваа класификација постојано се менува, сега не се прават некои масивни промени, али малку по малку се менува со текот на времето, така што и ова вдека ја што го имам запишано, веќе не е истото, така, и ова е веќе застарено. Но генерално имињата на видовите остануваат исти. Еве уште едно интересно, Latrodectus mactans, ова е црна видовица, така се нарекува бидејќи си губива мажот од кога ќе имаат односи, слично како богомолката, и останува видовица и затоа така нарекуваат. И за крај ќе спомнам нешто, например, за вишите растенија, значи ова се растенија кои имаат стебло лист. И гледате како се организирани. Овдека може да има грешки, бидејќи ова ја го имам куцано, се ова. Мислам граматички грешки. Да имаме нешто поинтересно. Добро, смрча, ела, така натаму. Вака иначе порано ваква било биологијата, главно било класификација, давање на имиња на различни видови, немало тошка молекуларна биологија или генетика или биохемија, да се анализираат живите организми подетално. Главно било класификација и именување. Овдека мислам дека имаше нешто поинтересно. Одел Магнолиофита, односно Ангиосперме дикотилидоне, Магнолиде, идеме сега под класа Хамемилиде, ред Фагалес, Фагаце, добро тука има дабови, не ми се тие интересни.
Бетулаце не досадни си тие. Ред уртикалес. Тука например се копривите, идеме фамилија мораце. Овдека се например смокви, морус, алба, морус нигра, овие беа не бобинки, него дудинки. Канабаце, хумулус лупулус, овдека е всушност ова е хмелј, знаеме се додава во пиво за да е горчлив вкус. Канабисатива е финдика, знаеме што е тоа. Фамилија уртикаце, род уртика, тука имаме уртика диоика, ова е најчеста коприва која сретнувате. Подкласа кариофилиде, кариофилане, кариофилалес, кактаце, кариофилаце. Идеме тука теалес, теаце, имаме интересни чаеви, кантарион, хиперикаце. Виолалес овдека се всушност темјанушките, така овие се особено чести темјанушки кои ги имаме во Македонија. Арсенис, триколор, одората, Macedоnica, косанини и така натаму. Пасифлоралес, кукурбитаце, дека се тиквите, например кукурбита пепо, мошата максимум мело пепо. Овие се тикви, има поголеми, помали тиквички и така натаму. Кукумис сативус, ова беше краставица, кукумис мело и цитрулус вулгарис. Мислам дека ова беше диња, ова беше лубеница, али не сум сигурен, често ги мешам. Вегенарија, овие се баш колеген. Оние сигурно сте ги виделе на село, кој као тиква која е издлабена внатре и може вода да се црпи со незе. Брасикаце, капсела бурса пасторис, ова е овча трева. Интересно, сигурно се го сретнале некаде ако идете во некоја си населба каде што не е толку градска средина. Брасиколера цева варка битата, ова е зелка, бутритис, мислам дека беше карфиол, не сум сигурен. Брасика напус, окей, синапис алба, ова е, мислам дека се правеше сенф, не знам дали беше ова, не сум сигурен. Саликаце, окей, не ми се интересни, тополи и врби. Примулалес, бла бла бла. Липи, не, хибискус, не. Малва силестрис, овие ги сретнуваат исто многу често. Така по населби. Рози, даорофа, баце, трифолиум, овдека се детелини, исто и писум сативум, грашок, фазеолус вулгарис, граф. Тие се интересни. Глицина макс, тоа е соја, арахис хипогеао, тоа е кикирики. И така натаму. Има многу. Ова беше најпекол кога ова требаше да се учи. Петроселинум сативум, Макдонос, Даугус корота, морков, нормално. Соланум ликоперисикум, тоа е патлиџан, туберозум, компир и така натаму. Ево, например, пиперки, атропобеладона прави атропин, тоа е едно токсично соединение. Датура, Линарија дигиталис, Астералес. Пред колку време беше ова. Во ред. Значи тоа е генералната идеја, гледате како се организирани во класи, во редови, во фамилии и така натаму. Во ред. Сега, сакам да посветам повеќе внимание на тоа што е тоа всушност вид. Во ред. Што е тоа вид? Во биологијата ова прашање се одговара генерално на следниот начин. Ако имаш два организма и се парат и дадат плодно потомство, во тој случај тие два организма се исти вид. Ако имаш два организма кои се парат и не дадат потомство, или пак дадат стерилно потомство, во тој случај се различен вид. Сега зашто се става акцент на ова стерилно или нестерилно потомство, бидејќи постои некогаш да два различни вида може да се парат и да дадат потомство, но е стерилно. Например, коњ и магаре ќе дадат муле, но тоа е стерилно. Сега не значи тоа дека коњот и магарето се исти вид. Во ред? Значи морфолошки изгледаат сосема различно. Друг пример е, например, лаф и тигар дава лигар, односно лигер. Во ред? Кој е повторно стерилен. Сега, зошто може воопшто да дадат плод? Бидејќи еволутивно се релативно блиски видови. Така, не се разграниле пред многу долго време, така што може се уште да се парат и да дадат потомство. Но е стерилно. Сега, оваа дефиниција е се супер и генерално аплицира за поголеми повеќе клеточни или организми. Кога збориме, например, коњ, магаре, жирафа, камила, човек, мајмун и така натаму. Нели, кајси, јаболка, кантарион, нане и слично. И тоа се е супер, но има еден проблем.
Кога одиме на ниво на микроорганизми. Микроорганизмите како се размножуваат? Со проста делба. Имаш една бактерија, се дели, се добиваат две помали бактерии, керки, и понатаму тие ќе зголемат волуменот, така ќе пораснат, и тие ќе се поделат, и сега ќе се добијат 4 помали, така и постојано се повторува циклусот и се умножува бројот. И гледате дека мајката, родител, сушност на некој си начин на водници се трансформира во двете клетки керки. Во ред, основно мајката не останува жива у наводници. Сега, тоа е една работа. Друга работа е да, поради оваа проста делба и поради претходната дефиниција имаме проблем. Да речеме дека имаш една портокалова бактерија, една сина бактерија, и сега, како ќе знаеш дали се исти вид? Па, проблемот е да не се парат. Во ред, и не можеш да знаеш дали ќе дадат плодно потомство. Они си се делат со проста делба, така оваа ќе се подели, ќе си даде две клетки, и оваа ќе се подели, ќе си даде две клетки. Сега, тоа било проблем и се уште и ден се проблем и ќе објаснам зошто. Првит што кога се случиле со ова, рекле добро, ќе решиме ова на тој начин што ќе гледаме морфологијата. Во ред, ако изгледа некоја друга бактерија многу слично на оваа, најверојатно е исти вид. Океј, значи и двете изгледаат сино, најверојатно исто. Ако оваа изгледа например вака, некоја си портокалова, ќе речат добро изгледа исто. Но сега има проблем. Што треба да запазиш? Бојата или пак формата? Да, овие се релативно исти, но оваа, иако е портокалова, малце е покоцкаста. Може би не е исти вид. Од кај знаеш? Или пак е исти вид, али поради самата природа на добивање различни клетки, односно дека има варијации, може би затоа изгледа различно. Што мислам со тоа? Да речеме дека дојде вон земјанин, така и не гледа нас кон луѓе, и ме гледа мене, ја имам одредени карактеристики, ваков ми е носот, такви ми се ушите, не знам, косата, бојата на очите, толку сум висок и се тоа. И те гледа тебе, например, и гледа ти си различен. Во ред? Или гледа некој друга индивидуа и така натаму. И секој човек кој ќе го види, ќе изгледа различно. Ние знаеме дека сме исти вид, сите сме луѓе, но сите изгледаме малце различно. Никој не е исти, освен ако нема некои идентични близнаци, еднојајчени. Така што сите изгледаме различно, или пак сме исти вид. Така што, кога ги одредуваш бактериите дали се исти вид или не можеш да гледаш некои само суптилни разлики. Бидејќи, како што јас се разликувам од вас, и една бактерија може да се разликува од друга, а да бидат исти вид. Така што морале да најдат некои карактеристики кои дефинитивно ќе укажат дека се различен вид. И често тоа е приметливо, така, има некои бактерии вака кои се округлести, некои вака си здолжени, некои се, не знам, ептен топчести и така натаму. Значи некои дефинитивни карактеристики дека се различен вид, но за подетално одредување пак било проблематично. Така, има нешто што е очигледно дека е различно, али и за многу работи изгледале разликите многу суптилни. И морале да се направат цели системи спрема кои ќе се водат истражувачите за да определуваат дали една бактерија е ваму или таму во оваа или таа група. И овие се огромни книги. Така, значи има буквално томови по илјадници страни. Добро, и сега некој од вас ќе си рече, добро, ги направивме такви правилници спрема што треба да се запази за да се одреди дали една бактерија е во оваа група или таа, но пак има проблеми. Главно проблемите произлегуваат од хоризонталниот генски трансфер и од многу брзата делба на бактериите. Сега кај нас, кај повеќе леточни организми, генерално има само вертикален генски трансфер. Значи ја имам деца, моите гени се пренесуваат децата, они имаат деца, на моите внуци, се пренесуваат гените натаму и вертикално. Замислете си го како вертикална линија, како што идам ја и над мене децата, па внуци и така натаму. Во ред. Кај бактериите постои и хоризонтален генски трансфер. Сега тоа макроскопски би изгледал на следниот начин. Јас земам гени, му ги давам на некој глушец, сега глушецот има гени од мене. И не знам, развие, не знам, уши или нешто. Или пак глушецот му даде гени на зајакот и сега зајакот искочи опаш како глушец. Буквално тоа би се случувало ако на макроскопско ниво имаше таков генски трансфер. Бактериите можат да разменуваат делови од својот геном, иако не се исти вид. Ред?
Тоа главно го прават преку плазмиди. И сега да речеме дека оваа бактерија има одреден геном и дел од геномот може да го даде на оваа бактерија. Оваа бактерија сега ќе развие одредена карактеристика како таа. Сега оваа ќе го даде на оваа бактерија и оваа сега ќе развие карактеристики од двете, зависи кој дел ќе се пренесе. Ќе стане малце таква и малце ваква. И ова прави проблем. Значи, толку брзо се меша генскиот материјал помеѓу бактериите, што не можеш да го стокмиш, така викаш, прем беше вака, па сега гледа, сега изгледа вака и се фаќаш за глава и однако си леле мамбо джамбо се. Сега имаме среќа не се случува ова кузне колку и главно не се случува помеѓу сите бактерии, само помеѓу одредени, но пак е многу голем проблем. И поради ова бактериите и многу брзо стекнуваат антибиотска резистентност. Сигурно се слушнале да не се даваат цело време антибиотици за тепат бактерии, бидејќи ај после и други принципи, за тоа може многу да се збори, но од кога ќе стекне една бактерија антибиотска резистентност, може тоа што го научила у наводници да го пренесе на друга бактерија, кога да ја го даде знаењето, иако е различен вид. Океј, значи ова е една проблематика, хоризонталниот генски трансфер. Друга проблематика е самиот факт, како што спомнав, дека многу брзо се делат, така што многу брзо се менуваат. Да речеме дека земам два сада, кои што во двата сада ставам, нели, хранлив медиум, каде што ќе може да растат бактериите. И земам две исти бактерии, така ставам едната во едниот сад, другата во другиот сад, и медиумите ги чувам на некоја си различна температура. Да речеме дека овдека е 35 степени, овдека дека е 20 степени Целзиусови. И тоа така да расте бактеријата и постојано да ја ставам нов медиум и да трае, не знам, 10 години. Во ред. После 10 години да ги извам бактериите, пак да ги споредам. После 10 години кога ќе ги извам бактериите, оваа може да ќе изгледа, вака брежам розово, оваа може да ќе изгледа жолто. После 10 години во различна средина толку многу се промениле што веќе не се одвестуваат една друга. Изгледаат како да се различен вид, а започнале од исти вид. Ова е всушност се случува како еден вид еволуција. Сега ова всушност се случува и на макроскопско ниво, да земам два коња кои се идентични близнаци, едниот го ставам во Сибир, другиот во Сахара. Сега лупам ептен екстремни средини, но да речеме дека е така. И ги оставам 1 милион години, едниот да си прави фамилија само на ладно, едниот фамилија само на топло. После милион години ги донесам заедно, веќе нема да изгледат ни на коњ, а ќе изгледат и различно. Така нема да изгледат исто. Сега тоа за макроскопски се случува за милион години, бидејќи од една генерација до другата треба неколку децени, така. Бактериите од една генерација до другата треба 20 минути. Сега на секој 20 минути доаѓа нова генерација. Така што многу брзо се променуваат, има многу проблеми овдека со класификацијата, систематизирањето, многу е отежнато и многу денеска се работи на молекуларни и генетски анализи со цел да се направи еден супер систем на класификација кој понатаму лесно ќе може да се менува. Но не знаеме колку ќе бидеме успешни у тоа. Ќе видиме во блиска иднина. Сега да спомнеме некои работи кои се од делот на цитологија. Овде лево имаме шематска презентација на прокариотски тип на клетка. Имаат клеточна мембрана, клеточен зид, капсула која не мора секој да имаат. Клеточна мембрана генерално исто изградена и кај бактериите, и кај прокариотите, и кај еукариотите. Ќе разгледаме малце подоцна. Клеточниот зид, иако го имаат бактериите, не е исти како тој кај растенијата. Вред, значи не е исти клеточниот зид помеѓу растителната клетка и прокариотската клетка. Генетскиот материјал внатре во бактеријата, основно кај прокариотите, е слободен, значи не се наоѓа внатре во јадро, него е слободен и не е линеарен, него е циркуларен. Вред, значи ДНА не е линеарна, така не е долга линеарна молекула, него е циркуларна, така што крај со крај се поврзува. Само на пак е двоен хеликс, него се поврзува крај со крај. И не се наоѓа во јадро, како што спомнав, и релативно помала е. Имаме и нешто што се нарекува плазмид, значи има вакви плазмиди, тоа се исто парчиња од ДНА, кои се циркуларни, кои што служат за тој хоризонтален генски трансфер кој го спомнав претходно. Значи една бактерија може да даде генетски материјал на друга бактерија. Имате некои други функции, но не е сега толку битно. Добро, има цитоплазма, немаат органели, освен например рибозоми кои се потребни за правење на протеини. Има некои други работи, но тие се најглавните.
Овдека се нацртани и пили и флагелум. Тие работи ги немаат сите прокариоти, но знаат да бидат доста чести. И тоа е генерално општа структура за прокариот. Следни наред се еукариотски клетки, односно еукариотски тип на клетки, кои што спомнав најчесто ги презентираат анимална клетка и растителна клетка, иако клетките на габите се нешто различни. Ќе се задржам на растителна клетка, бидејќи растителната клетка содржи се што содржи анималната и плюс екстра. Значи растителната содржи дополнително вакуола и хлоропласти, другото е релативно исто. Ќе идеме дел по дел, но сакам само да спомнам дека митохондриите и хлоропластите се всушност прокариоти, не гледате овде дека сликите не се во размер, кои се наоѓаат внатре во еукариотските клетки. Во ред? Идеја теоријата на ендосимбиоза дека одредени прокариоти, барајќи у наводници заштита, влегле во еукариотска клетка и всушност се во симбиотски однос, каде што прокариотот дава енергија и некои други функции има, додека еукариотска клетка главно нуди заштита. Во ред? Значи во сите нас има всушност прокариотски клетки во секоја клетка од нашето тело. Во ред. Друга интересна работа е да митохондриите ги наследуваш само од мајката. Значи, митохондриите од мајката ги наследуваш, бејќи ги има во јајцеклетка. Ги има и во сперматозоидот, ама ко не се наследуваат, не може да навлегувам зошто. Иако во поново време има некои истражувања кои сугерираат дека многу ретко и од таткото наследуваш митохондрии. Али многу ретко. Значи главно од мајката ги наследуваш митохондриите, ова може да послужи многу често при одредување на при правење на некои генетски анализи. Односно при одредување нели кој ти е родител или слично. Сега, да ги разгледаме одредените делови дел по дел. Имаме јадро. Океј, значи јадрото е ова. Внатре во јадрото се наоѓа генетскиот материјал, кој е во линеарна форма и е организиран во хромозоми. Океј, значи не се наоѓа како едно големо парче, него е во мали делчиња кои се организирани во хромозоми. И хромозомите се високо организирани структури, значи има ДНА, внатре има протеини кои се спирализирани на многу интересни начини, така што се кондензирани и образуваат хромозоми. Јадрото всушност е обложено со двојнен фосфолипиден двослој и има пори кои возможуваат премин на генетски материјал, главно РНА и на некои протеини. Во ред? Сега на јадрото се е надополнето со ендоплазматичен ретикулум, што е оваа овдека структура. Во ред? Ендоплазматичен ретикулум тука се создаваат протеини и некои други супстанции и може да биде грануларен или мазен. Ако на него има прикачено рибозоми кои создаваат протеини, во тој случај е грануларен ендоплазматичен ретикулум. Во ред? Ако нема рибозоми, во тој случај е мазен. И мазенот главно врши синтеза некои липидни соединенија или врши детоксификација во хепатоцидите. Во ред, значи ова би било грануларен ендоплазматичен ретикулум, ова би било мазен ендоплазматичен ретикулум. И тој исто е направен од фосфолипиден двослој. Имаме Голџиев апарат. Ова има неколку улоги, нема да влегуваме во нив. Главно е вид као пошта, значи таму стигаат работи, ги преправува, им додава налепници и ги праќа таму кај што треба да одат. Вакуолата ја имаме кај растенијата, има доста улоги, нема да влегуваме сега во тие улоги. Главно е полна со некои сокови, раствори на соли и може да се ослободуваат, да се акумулираат и слично. Имаме пероксизоми и лизозоми, кои се везикули, значи фосфолипидни двослои во кои се наоѓаат различни ензими и овие везикули се препраќаат од страна на Голџиевиот апарат понатаму, зависно кај треба да се фузираат. И они се фузираат и ослободуваат одредени материи во дадена средина каде што тие ензими понатаму вршат некаква си функција. Митохондриите, како што спомнав, најверојатно се прокариоти кои имаат огромна улога и во растителната и во животинската клетка, односно анималната. И голем дел од биохемијата всушност се случува на ниво на митохондрии.
Сега, бидејќи митохондриите, како што спомнав, се прокариоти, они си имаат собствена ДНА. Ова не знам дали го кажуваат, например, во основни средно, дека митохондријата внатре има митохондријална ДНА. И таа митохондријална ДНА, заедно со самата митохондрија, се дели независно од клетката домакин. Значи, клетката домакин може да се подели, али митохондријата да не се подели уистино. Мислам, она се дели, но нема да има еднаков број на митохондрии во двете клетки кирки што ќе се добијат. Дори постојат и различни митохондрии, и така натаму. Има многу работи кои може да се зборат за митохондриите. Тука значи се добива главно АТП, се случува оксидативна фосфорилација. Митохондриите исто така се одговорни за околу 50 заболувања, кои како што спомнам главно доаѓаат од мајката и слично. Значи има многу функции кај митохондриите за кои ги говориме. Али бидејќи толку време живееле во нашите клетки, не може да бидат самостојни, не можеш да ги извадиш и да ги ставиш во петриевка и да ти растат, бидејќи зависат од околната средина на клетката домакин. Така што не се комплетно независни, како прокариотски бактерии, него повторно е потребен на нашата клетка. Хлоропластите, слично како митохондриите, си имаат собствена ДНА, се делат независно од клетката домакин и нели они абсорбираат светлина, процес на фотосинтеза, се формира скроб, односно го искористуваат CO2 од атмосферата за да направат шекери. CO2 служи како извор на јаглерод. Океј, овде сега ќе видиме некои слики. Значи, ова е всушност клеточната мембрана, може требаше да започнам со неја, али готово веќе. Фосфолипиден двослој, како што спомнав по видеото од хемија, имаме фосфатни глави кои се хидрофилни и липидни опашки кои се хидрофобни. И затоа се наоѓаат измеѓу како сендвич. Ред? И образуваат еден многу добар двослој, една прекривка која е семипермеабилна. Значи, работи поминуваат покрај нејзе, така, значи некои кои се растворили во липиди можат слободно да дифундираат и молекулна вода, иако за молекулите на вода треба такво порини, како порти кои овозможуваат вода некогаш да поминува. Значи тоа е некои општи работи за фосфолипидниот двослој, има многу протеини кои се интегрирани во него, има молекули на холестерол кои му даваат како флуидност да биде поподвижен или некогаш ригиден. Да, како што спомнав, има протеини и ќе збориме многу за тие протеини, тие се од исклучителна важност. Значи при изучување на болести, при како делуваат одредени лекови и слично, протеините кои се во мембраната се многу битни и ги има во огромен број. Те може да бидат исто така гликолизирани, значи се прикачуваат генерално не со ковалентни врски, али се прикачуваат шекери, јаглехидрати и тоа може да промени активноста на протеинот. И има толку јаглехидрати што образуваат нешто што се нарекува гликокаликс, како над мембраната има слој на шекери кои се како гликокаликс. И за тоа може многу да се говори, но сега е релативно доста. Ова е јадрената мембрана. Значи гледаме фосфолипиден двослој, али дупли фосфолипиден двослој. Во ред? Значи прилично треба да се запази што влегува внатре во јадрото, а што не. Сега во клетката се случуваат многу работи за кои е потребен транспорт на најразлични материи кои се складирани во везикули и слично. И со цел се тоа да се одвива, внатре мора да има еден како систем на патишта, може да си го замислите, кои генерално на шемите не се бележи, а тоа е всушност цитоскелетот. И замислете си го на следниот начин. Така, значи клетката е внатре исполнета како патишта кои градат цитоскелет. Само тоа име ти кажува цитоклетка, скелет. И на овие патишта може да се прикачуваат, иначе овие патишта се изградени од протеини, од тубулин, кој се намотува, изгледа како буквално шуплива цевка и ги гради вакви патишта, кои цело време се создава и се разградува. Овие патишта не се трајни. И на овие патишта може да се прикачи друг протеин, кој е прикачен со друг протеин и носи везикула која носи некои други ензими внатре. Што се тоа изгледа фасцинантно. Значи имаш еден пат, овако шупливата цевка што ја зборев, која е изградена од протеини, на нејзе е прикачен протеин, вред, е прикачен протеин, не знам со некоја друга боја требаше го направам, е прикачен протеин, кој што е пак прикачен со друг протеин, кој што е прикачен со везикула во која има некои други протеини, односно ензими. Вред? И ова протеинче, често се нарекува кинезин,
се придвижува по патекава. Значи он може да се придвижува по една насока. Како пуштате видеа како се движи, вие се моторни молекули кои како нога пред нога. Боп, 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 боп. Нормално тоа се анимации што ќе видите на YouTube. Сори, ајде ја ќе ви пуштам една. Значи гледате го видео, нема да го пуштам целото зашто ќе бидам копирајтед. Значи протеинче кој е прикачено со везикула, на везикулата штрчат други протеини, кој оди по ова патекава, која е всушност микротубулата, која е всушност изградена од протеини и се придвижува нога пред нога. Сега нормално нема нозе, ова се протеини кои се всушност големи молекули, но шематски така може да се прикаже. И гледате овие патишта, сите овие линии кои се испреплетуваат, се тоа се дел од цитоскелетот. И ево го овдека лево, гледате, се движи например во дадена насока и може да иде и во обратна насока. Значи сите овие патишта всушност произлегуваат од центриоли, односно центромери, кои всушност учествуваат и во градење на центриолите при делба на клетката. Ова овдека десно е најверојатно митохондрија. Така, и тие и митохондриите мора да се придвижуваат од место на место, така, и го користат овој цитоскелет со цел да си го најдат патот кај треба да се најдат. Можете да си го гледате видео, интересно е. Нормално има уште многу други видеа кои можете да ги гледате. Кои се вакви 3D анимации за како всушност изгледа клетката онака шематизирано. Океј, да се вратиме на цртежи. Тоа беа моторните протеини, спомнав за цитоскелетот и уште нешто што е многу битно поврзано со ова се цили и флагелуми, тие кои ги спомнав трепките кај бактериите. Оваа структура е екстремно комплексна. Иако вака изгледа како шематски едноставна, флагелумите кај животинските клетки ги немаме многу, ги имаме например на сперматозоидите кај машките, али флагелумот на сперматозоидите мрда само лево десно у една рамнина, значи само например во хоризонтална рамнина, додека овие кај бактериите мрдаат 360. Вред и овозможуваат многу подобро движење. А всушност се протеини кои имаат некакво движење, а движењето е возможено со помош на АТП и со правење на протонски градиент. Протони се ставаат на една страна од клетка, користејќи енергија, и они спонтано доаѓаат до другата страна и при тоа вртат ротори, а тие ротори се направени од протеини, и тој ротор понатаму врти друг протеин и прави движење. И многу е јако и комплексно. Но добро, нормално ја не навлегувам сега во никакви детали, затоа си постои цитологија. Таму ќе збориме во многу детали. Ова видео е буквално само еден краток осврт и главно зборам за некои работи кои сметам дека се онака поинтересни и ги објаснувам на начин на кој можеби никој не ви ги објаснил или ги разгледам од перспектива на која не сте размислувале. Океј, тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново. Ова сепак беше еден кус преглед без никакви детали, како повторување на нешто што веќе треба да го знаете. И ќе се видиме во наредното видео каде што веќе ќе почнам да говорам за биохемија, така ќе почнеме со аминокиселини, протеини и така натаму. Во ред. Довидување.